На почетокот вообичаениот поздрав на фудбалерите на двата тима, тука се судиите на надпреварот и во очекување на стартните постави за Шкендија, стандардните, каде што практично нема многу дилеми. На голот ќе биде Бабукар Кајев, во одбраната Роналдо Вебстер, Лисман Саке, Имран Фетај и Александр Трумчи. Во средниот ред Адаму Ал-Хасан и Решат Рамадани, пред нив Кендрик Красничи, лево ќе биде Лиридон Јатифи, десно Фабрис Тамба и најисторениот Бесарт Ибраими. Двајцата капитени, Бесарт Ибраими и Абдулах Зубир, францускиот интернационалец, заедно со Иван Кружлијак од Словачка, кој што ќе го води овој надпревар. Интересно, и двата тима играат на стадионите во своите главни градови и Карабак има друг стадион, меѓутоа игра на националната фудбалска арена во Баку, а ево го составот на екипата на Карабак. На голот е пољакот Кохалски, во одбраната Бајрамов, Медина, Мустафазе и Силва. Пред нив Кади и Педро Бихајо. Како полушпиц Адај, лево во нападот е Зубир, капитенот како француски интернационалец, Леандро Андраде десно и најисторениот Акунзаде. Европа, меѓутоа Шкендија игра одлично, ја игра недобрата сезона и за прв пат ќе обезбеди учество во еден од европските фудбалски купови во лигашкиот дел од надпреварите. Може да бидат опасни во транзиција, фудбалерите на азербејџанскиот тим, погледнете колку е брз. Акунзаде и успе некако Вебстер, заедно со Цаке да дојде до топкано. Потоа Андраде, тука Леандро Андраде. И Бајрамов високо таму во левиот горе нагол на голманот Гаје. 18-та минута. Нема ни притисок, нема ништо, но беа упорни, загубија пад освоја топка и доаѓа до водство на стискани фудбалери по 18 минути игра. Бесарт Ибраими, опасна топка во десниот горе нагол. Може ли Тамба сега да дојде топка? И тој може да биде опасен во вакви ситуации. Тамба, минува Тамба, е сврти ова топка и дали на гол. Создаде сега Шкендија, ете колку малку им треба. Леандро Андраде, гледате каков техничар е, брз, неверојатен. А сега повторно се прави тука добра можност. Вишок имаат за 2-0 и одлично Гаје одбрани. Ибраими, Бесарт Ибраими, Фетај пред Зубир, Лиридон Јатифи се придода десно, Тамба одличен дриблинг, бара со кого да проигра, немаше никој, ево Ал-Хасан, повратна топка таму за ево притисокот што беше потребен. Трумчи, Тамба. Лошо тргна овој дриблинг. Се обиде да се издвои тука, таму десно Зејнулај, ево Трумчи може да центрира, Трумчи треба да сврти ова топка, Тамба чекаше таму Крстевски. Идеална позицијата на Ване Крстевски, но Тамба сенегалецот сакаше. И Зубир. Сега на добра позиција, повратна за Зубир, шанса, Гаје брани. Расчисти Фетај, продолжува опасноста, ево Кашчук. Добар центар шут на втората статива, Зубир. Одне последна близина. Бара простор. Крстевски е таму лево. Добива топка, повратна за Ибраими. Ќе бие Ибраими, одбрана уште една на Кохалски. Па Вебстер краде за нов напад сега кон Ибраими. Ибраими бие во поблискиот агол. Па 78 тука се обиде кога слично вака во долниот десен агол, иако делуваше дека е можеби надвор, и сега 86-та.
Dobra pozicija tamo, idealna, međutim Babukar Gaj ako nema offset. Vodi napred i сега ova topka daje do Zeynulaj, ovo možda bude opasno, Zeynulaj povratna, evo čista pozicija, Ibrahimi, pa oko se vidi ta, pa moraše podobro. I krajna nadprevarat, evo, 2 doполнителни minuti od 5 koji što ni najavi sudijata Kroždijak. Ќе остане она 18-та несреќна минута и интервенцијата на Вебстер во дуел со Леандро Андраде како решавачки момент во овој надпревар, во кој што имавме доста квалитетен фудбал и од редовите на Шкендија и кај екипата на Карабак, кој што успеа да слави токму со тој погодок благодарение на пеналот на Турал Байрамов кој што реализира во 80-та минута.